Изградбата и адаптацијата на филтер станицата во 6 општини опфатени со хидросистем од Злетовица беше тема на разговор меѓу министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Цветков и градоначалниците. Лозово и Карбинци се последните општини од источниот регион кои немаат изградено филтер станици, што ги оневозможува да ја користат водата од Злетовица. Основно е да секој пат за реализација нешто се финански средства. Сите други работи се завршени. Значи цевководите до Карбици и до Лозово за сирова вода се веќе одавна направени. Водата е однесена, сировата вода, само треба да се пречисти и да се даде за употреба. Карбинци е решена филтер станицата да ја гради сама, додека Лозово се надева на помош од Свети Николе. Цевководот веќе е направен да се направи едно бепасирање, што водата која што е потребна за Лозово би влегувала во нашата филтер станица, со зголемување на капацитетот би се преработувала, би се носела во Лозово, а со средствата со кои што тие располагаат и дел средства се надеваме на помош од владата, би се направил еден цевковод од 37 километри и би се снабдиле сите села, значи буквално сите села и општина Лозово. За сега вода од Злетовица пијат само во Свети Николе. Пробиштип инвестираше 1,5 милион евра во изградба на филтер станица, а за 2 недели ќе заврши адаптацијата на Штипската прочистителна станица. Инвестиција вредна 1 милион евра. Моментално вода пристигнува од хидросистемот Злетовица. Комплетно вршиме проверки на квалитетот на водата и јас се надевам дека наскоро, најкасно за 15 дена до месец дена ќе го пуштиме свечениот објектот и се надевам дека Штипјани конечно ќе добијат вода со горските планини, што е голема придобивка за нашето население, затоа што сега ние моментално користиме вода од бунарскиот систем покрај Брегалница. Изградбата на хидросистемот Злетовица треба долгорочно да го реши проблемот со вода за пиење на околу 180.000 жители од 6 општини: Штип, Пробиштип, Лозово, Кратово, Карбинци и Свети Николе. Во втората фаза хидросистемот треба да обезбеди наводнување на 1300 хектари земјоделско земјиште, а во третата производство на електрична енергија.